Ајде сега во живо да ја погледнеме во продолжение нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Ирена, добро утро во едно прекрасно убаво зеленило околу тебе. И како сме ова утро? Добро утро, Слободанка. Одлично, навистина убаво кажа во едно прекрасно зеленило. Јас само ќе додадам една зимска оаза, бидејќи надвор времето е тмурно, врнежливо. Овдека се чувствуваме прекрасно во домот на нашата гостинка Емилија Геневски. Емилија не е прв пат гостинка кај нас. Со широки раце и со отворени порти не прими овде во незината мала зелена оаза. Се наоѓаме во кисела вода и ќе зборуваме за тоа како преживуваат, буквално собните растенија преживуваат во овој зимски период. Ке зборуваме и за прихраната и кои најлесно преживуваат, а кои имаат проблеми во овој зимски период. Емилија Геневски, како што кажав, ова утро заедно со нас и со нашите гледачи. Еми, добро утро. Јас и ти се знаеме долго време, че и нашата публика веќе се знае. Корисни совети малку ќе споделиме за љубителите на хортикултурата, за љубителите на цвеќињата. Веднаш да те прашам како преживуваат растенијата, собните растенија во овие зимски услови кога врнежлива. Добро утро до сите гледачи. Како преживуваат тешко, можам да кажам и покрај сите напори, лично за себе зборувам, значи се бориме. Се бориме, меѓутоа еве некако успевам. Јас, другите се жалат, кој колку ќе се вложи во растенијата, толку и растенијата ќе вратат. Инаку борбата е голема, како што викаат англичаните, the struggle is real. Значи голема е борбата за да се опстане и да се преживее и после да идеме напред, на пролет. На пролет. Да. Потребно е многу љубов, многу грижа. Ти си жена која што секојдневно се грижи, ги негува. Овде имаме над 200 и повеќе различни видови растенија. Чуваш и животни, голем љубител си на животните. Ми каже дека тоа оди едно со друго. Да, едно со друго. Сега би сакала нашите гледачи да им кажеме, еве овде во живо, да им презентираме како изгледа една прихрана на растенијата во зимскиот период. Што е потребно? Односно, што се е потребно? Какви услови се потребни? Да живеат и да преживеат и да бидат убави и свежи, значи прво треба да им се обезбеди убава светлина. Гледате околу мене, дека имам вештачка светлина. За поозбилните, па и за тие веќе што ќе навлезат во хортикултурата и во растенијата, значи ќе мора прво да се обезбеди убава светлина. Значи, или да се покрај прозор, или да се качени, да имаат покрај рефлектори, надрефлектори, затоа што светлината е фактор број 1 во одгледувањето на растенијата. Друг фактор да се тргнат од грејните тела, значи да не бидат напарно до грејни тела. Многу грешат луѓето што мислат дека ако е топла, дека растенијата ќе убаво. Ова се тропски растенија, меѓутоа се сакаат многу услови и затоа и го правиме овој прилог. Следно што ќе кажеме влагата, исто многу битен фактор. Влагата во просторијата, ние што малце повеќе се бавиме со ова, имаме и метеостаници. Да. Еве ќе покажеме како изгледа една метеостаница. Ова ви покажува влага, температура и да го покажеме и ова, овлажнувачот. Ова е овлажнувачот, долниот дел го нема поради што се закачува во струја. Значи, ако немаме доволна влага, јас тука ова ми е кујна со терпезарија, па компензирам со готвење и со навлажнувачот, меѓутоа од 50 до 60% е оптималната влага за тропски растенија, пошто повеќето се тропски растенија и да им обезбедиме вештачки, значи, услови за да може да преживеат до пролет. Сега овде имаме вода и имаме нешто што е потребно за прихрана на растенијата во зимскиот период. Ајде да објасниме за публиката што е тоа. Може вака малку повисоко за да се види. Ова е кристална прихрана, има разни типови на прихрани, значи стварно има безброј. Јас користам кристална прихрана која што се раствора во вода. Многу едноставно користењето, значи буквално да помогнам јас малку ако треба или една лажичка се става на литар вода, се промешува и тоа е целата прихрана за растенијата. Треба да се внимава посебно зимно време, затоа што на 30 дена да се става повеќе не, поради тоа што
значи имаме концентрација на влага или немаме или имаме, значи многу е специфично прихранувањето, затоа не препорачувам повеќе од еднаш месечно да се прихранува. Значи на 30 дена да се На 30 дена, да, помалку, да. Да. Сега сакам да те прашам, кои цвеќиња се одржуваат најлесно во зимскиот период, а кои се најтешки? Имаме ние тука примероци на масата ставено, за да може да ги видат и нашите гледачи. Најлесни се оние бейзик растенија што ги има скоро во сите цвеќари, да речам палма, замија. Овие се малце поспецифични, меѓутоа за да ги покажеме ги изнесов. Орхидеите, мене ми се лесни, на сите ви се тешки, ама ќе правиме прилози, да, дека се лесни. Значи фикусите исто и типови на пузавци, на ползавци, кои што се најлесни за одгледување, тие буквално ништо не сакаат. Еднаш неделно вода, не сакаат светло, можеби и во полусенка да виреат, исто и замијата, па и палмата. Затоа ги извадив тука за да видат гледачите. Потешки растенија се растенијата што се со вариегација. Ја како страсен љубител на растенија, значи се што има бело на листовите е тешко за чување. Тоа е и ова растение што е позади тебе? Позади мене, монстера, епипринум, да не навлагам со латинските имења, да не ги збуниме гледачите. Значи, монстера тај, монстера албо, има многу. Меѓутоа, се што има бело е тешко за чување. Сега, пред крај на разговорот, имаме уште неколку минути додека да се одјавиме во живо овде од кај тебе. Сакам да те прашам, може би тебе, кој е твое омилено цвеќе во зимскиот период и воопшто, кој цвеќе ти е вака, секогаш имате вие нешто, љубителите на растенијата, имате нешто што ви е омилено, што ви е најлесно за одгледување и што секогаш си купувате со задоволство? Па има некои растенија што по 2-3 пати сум ги купила затоа што сакам да ги совладам. Така како да ќе прашате кој дете ви е омилено, ама веројатно и мислам дека ми се овие растенија, значи со бело што се. Тоа е монстерата албо тука и овој тука ќош ми е значи задоволство и да си го одгледувам, мада е најтежок за чување. Значи многу бара влага, многу внимание. Буквално секој ден ги дзиркам помалце. Значи да има ли кај со овие растенија или се наречуваат специјално? Сега тешко, значи има 1 до 2 цвеќари што ги носат, меѓутоа потешки се за наоѓање, ретки се и можеби затоа ни се предизвик да ги чуваме, затоа што се баш и хибриди се, да речам. Значи не е лесно хибридите да се одржат. Значи зборам за растенија што се со бело, тие се повеќето сите хибриди. Да. Значи да резимираме. Условите кои што треба да бидат во домот за да обстанат, за да преживеат како што велиш ти, растенијата се, да повторим уште еднашка, влага, така? Влага, прво светлина. Светлина, така. Па влага, поливање секако, тоа не спомнавме, 7 до 10 дена. Во зависност од температурата. Повисока температура во станот, 25 степени, поливање на 7 дена. Кај мене оптимална температура, максимум 22 степени, поливам на 10 дена. Значи, повеќе нема потреба да се полива. Што е, доколку нема светлина природна? Може да се користи и вештачка? Да, вештачка светлина или бела или жолта, зависи од растенијата. Многу голема тема е оваа за осветлувањето, меѓутоа, вештачка светлина, лампа врз нив, еве ги рефлекторите лево и десно, значи без рефлекторите јас тука немаше ништо да имам. Да. Ова е убава зелена оаза. Ти благодарам што ова утро не прими овде во твојата зелена оаза, секогаш така кажувам, и лете и зиме. Убаво, пријатно чувство и за очите. Верувам дека споделивме корисни совети на гледачите. Знам дека ве има во голем број љубители на хортикултурата, на растенијата. На Еми, нашата Еми е активна многу на социјалните мрежи, има безброј прашања секојдневно баш од љубители на цвеќиња. Слободанка, дали се слушаме? Во студио сакам да ти кажам дека ние нема да си заминеме, туку ќе останеме овде. Ќе снимиме уште еден прилог за луковиците, кои што се предвесници на пролета, и за орхидеите, бидејќи секојдневно Еми добива прашања за орхидеите, а јас сакам едно прашање до тебе да поставам. Дали имаш омилено цвеќе, ако имаш, кој е тоа?
Само што го спомена орхидејата, меѓутоа да, многу е тешка за одгледување, знае секако твојата гостинка, нашата поточно, меѓутоа убаво е да ги примениме нејзините совети. Знаеш како велат, Ирена, сите оние кои што ги сакаат растенијата исто како да си ја хранат својата душа, тоа значи дека има прекрасна душа. Благодарам многу.